Добар ден, јас сум Владимир Тањевски, наставник во Основното училиште Љубен Лапе, ги предавам предметите биологија и природни науки. Денеска ќе продолжиме со темата повратни и неповратни промени и ќе ја земеме наставната содржина или лекција горење. Таа има за цел да ни каже што представува горењето, што е потребно за да нешто гори, какви промени може да настанат при горењето, но и за знаењата кои доведуваат до примена во пракса. Некојаш тие се позитивни, некојаш се негативни, но ќе ги видиме двата случаи кога имаме корист од горењето и некојаш каква штета може да настане. Да се потсетиме дека промените на една материја може да бидат повратни и неповратни, при што една материја може да се врати во првобитната состојба, тоест без нарочен состав, и кога една материја се менува и не може да се врати во првобитната состојба, тоест настанала хемиска реакција, при што се добиваат некои нови супстанции. Сега да разгледаме што е горењето, по-практично да видиме што значи тоа. За да се случи горење, потребни се некои предуслови да се исполнат, и тоа гориво, нешто што ќе гори. Значи, може да биде, да речеме, хартија, може да биде дрво, може да биде бензин, нафта или нешто слично. Потоа да има една искра, тоест палење, мора да има искра, која што ќе го почне тоа, и кислород. Кислород, сите знаеме, гасот кој што го вдишуваме сите, но е околу нас од 21% во природата и тоа е гас кој што го поддржува горењето. Без кислород горењето не би било воопшто возможно. Сега, накратко ќе направиме еден многу мал експеримент кој не се препорачува да го прават учениците кога се сами дома. Со запалка ја палиме хартијата и што потоа се случува? Што забележуваме? Хартијата во горењето ни представува горивото. Искрата за палење ни представува запалката или шкорчето кое што го палиме, а кислородот е околу овие две, околу горивото и околу искрата, и помага да хартијата се запали. Откако ќе се случи ова, откако ќе се запали, кога ќе настане процесот горење, се настануваат промени, и тоа се менува формата, во овој случај на хартијата, има ослободување на топлина и светлина, значи два вида енергија, можеме да се грееме, значи и да гледаме со помош на горењето, има мирис кој што го чувствуваме со нашите сетила, има чад кој е газ, кој се ослободува при горењето на самата хартија. Се ова промени кои чувствуваат во трајна промена на хартијата. Значи хартијата после ова не можеме да доведеме во првобитната состојба. Овдека на овој приказ имаме она што до сега го зборувавме за експериментот. Значи гледаме на првата слика една хартија, потоа како хартијата гори, нормално со помош на искра, тоа е со палење, и на крајот гледаме хартијата како еден дел од нези изгорен, ама она што изгоре ние не можеме да го вратиме затоа што тоа се претвори во топлина, во светлина и во чад се претвори и во ајлерден диоксид, и више тоа назад не можеме да го споиме, хартијата да биде целокупна. Значи горењето е неповратен процес и некои супстанции или материи ги гориме за да добиеме енергија, дрво, нафта за дома или за автомобил. Значи една практична примена на горењето. Например, имаме можеби некој дедо, баба во живее на село и таму често луѓето се греат на дрва, имаат шпорети кои што не се електрични, и кога ќе се стави дрвото внатре, со помош на шкорче се пали, значи тука е кислородот, се предизвикува горење и дрвото само по себе дава светлина, но дава и топлина, и така во собата станува топло. Исто со нафтата во автомобилот, со помош на искра, која што е во дел од моторот на автомобилот, се запалува нафтата, дава енергија и со помош на оваа енергија едноставно автомобилот може да се движи.
Сега, тоа беа позитивните страни на горењето, кај што може да го искористиме. И затоа се научниците, нели, за тоа, затоа и млади научници е потребно секојаш да има, да размислуваат за овие работи, но малку да се задржиме сега на практичниот дел од процесот горење, кој процес може да доведе до несакани последици, тоест пожари. А со самото тоа и до можен губиток на животи и материјални средства кои ни требаат за живот. Например, можеби некојаш ќе ни изгори куќата, можеби автомобилот или нешто друго прави штета. И ова е ненадокнадливо или ова е неповратен процес при кој се губи она што ни е важно за нашиот живот. Значи, кога ќе ни изгори нешто неповратно и затоа треба да сме внимателни. Значи, но и да знаеме на кој начин и со што да го спречиме пожарот и да се шири. Например, со вода не може да се гаси се. Затоа противпожарните апарати содржат различни материи за гаснење пожари од различна природа. Тука на сликата имаме баш еден таков апарат, пишува на него на англиски вода. На овие слики тука ни се прикажани повеќе апарати со различна големина и еден апарат исто како на претходната слика со вода. Значи, сите овие апарати служат за различни за различни простори, големини. Имаме, например, во училиштата на одредени места апарати кои што имаат различна материја внатре, најчесто прашок со кој може да се гасат пожари кои што не се и предизвикани од вода, него можеби од некои други материи. На долната слика имаме еден пообилен пожар кој што го гаси еден пожарникар со црево, го викаат шмрк, кој што плиска многу јако вода, и гледаме еден мал пожар кој се гаси со еден противпожарен апарат кој што има прашина внатре и тој гаси некои пожари што не мора да бидат предизвикани, да речеме, а да се гасат со вода. Некогаш пожарите се гасат и со други материи, како што се CO2, некогаш и со песок. Дали зависи е предизвикано, да речеме, ако гори нафта, тогаш може подобро е со песок, или да не се со CO2, за да не се возможи кислород да дојде до местото на горење, затоа што од почетокот кажуваме дека кислородот го помага горењето. Еве сега еден подобар приказ на изглед на еден противпожарен апарат. Значи имаме тука на горниот дел една рачка која што функционира тогаш кога ќе се одвои осигурачот од него. Гледаме тука осигурач има, ќе се одвои. Кој се одвои осигурачот, рачката се спушта надолу и преку цевката под притисок од боцата излегува материјата со чија помош треба да се гаси. Значи, на тој начин функционира. Секогаш е најдобро и практично да се проба ваков противпожарен апарат, затоа што во случај ако се употреби, да не се двумиме многу, него автоматски да знаеме како функционира еден ваков апарат. За подобро да се запознаете со ова во вашите тетрадки, ќе нацртете табелата на страница 11 од учебникот и ќе се запознаете кои пожари со каква материја се гасат. Ова е добро да се направи затоа што можеби некојаш во својот живот ќе се најдете на место каде што има пожар и апаратот ќе знаете да го употребите или да не го употребите, зависи од природата на пожарот. Следниот час ќе продолжиме со промените и тоа во секојдневниот живот, како на пример готвењето и промените.